Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охридските средношколци, наставници и родители учествуваа на хуманитарна трка за жртвите од кочани. СВР Охрид го одбележа денот на македонската полиција. ТВМ за Ѓурѓовден ги посети македонците во Мала Преспа, Албанија. Генералка викенд во Охрид, Струга, Дебарца и Вевчани. Над 30 жртви во ракетен напад на Индија на територијата контролирана од Пакистан. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје.
За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охрид денеска се одржа хуманитарна трка за помош на семејствата на жртвите во несреќата во Кочани. На настанот Од срце трчај, од срце дарувај за Кочани учествуваа над 500 учесници од охридските средни училишта, професори и родители. Собраните средства ќе бидат донирани преку Црвен крст онаму каде што е најпотребно. Околу 500 средношколци од охридските училишта денеска трчаа за поддршка на семејствата на жртвите во несреќата во Кочани. Учениците преку хуманитарната трка Од срце трчај, од срце дарувај за Кочани ја искажаа својата почит кон младите кои го загубија животот и солидарност кон семејствата на жртвите во една од најголемите трагедии во поновата историја на нашата држава. Да помагаме, да сме хумани, да се сакаме и да сме едни за други секогаш тука. И ова сплотеност што денес ја имаме тука со сите средношколци, со сите родители, со сите наставници, баш е еден знак за тоа дека треба сите сме сплотени. Нормално нас како млади дека не погоди трагедијава и затоа целиме да направиме нешто со кое што ќе можеме да помогнеме на погодените. Активно сите млади од Охрид, сите средни школи се вклучени, кои со штандови, кои трчаат за подкрениме све се и да собериме пари нормално за погодените. Ќе трчаме за сите наши другари и врсници што починаа во Кочани. Хуманитарната трка се реализира на иницијатива и во организација на Средното училиште Свети Кирил и Методи и во соработка со јавното предпријатие Билјанини избори. Истата беше поддржана со приклучување на сите средношколски центри во градот. Се изненадив од одзивов позитивно. На почеток мислев дека ќе нема да има заинтересирани ученици, но можам да кажем дека повеќе од 500 ученици се приклучија во трката. Сакам да им се заблагодарам на сите граѓани, институции, поддржувачи и спортисти кои се приклучија на оваа трка. Со ова Охрид покажува дека е хуманитарен и солидарен град. Патеката во должина од 3 километри покрај ученици ја истрчаа и наставници и родители, а на неа беа поставени кутии за донации, така што својата хуманост ја искажаа и граѓаните кои ја проследија трката на Кеј Македонија. Собраните средства преку организацијата на Црвен крст ќе бидат донирани на семејствата на жртвите во несреќата во Кочани. СВР Охрид го одбележа 7 мај, денот на македонската полиција. Денеска во СВР Охрид се одржа свеченост по повод 7 мај, денот на македонската полиција. Безбедносната состојба е стабилна и поволна на подрачјето на СВР Охрид, а своите работни задачи на безбедносен план полициските службеници ги извршуваат законски, крајно професионално, неселективно и посветено, истакна портпаролот на секторот магистар Стефан Димовски, кој во името на началникот на СВР Охрид Игор Смилевски упати честитки до припадниците на СВР Охрид.
СВР Охрид е легитимен фактор на одржувањето на безбедноста и во справувањето со безбедносните проблеми и предизвици за заштита на личната сигурност на граѓаните и нивните материјални добра, рече Димовски, посочувајќи дека во првите 4 месеци од оваа година на подрачјето на Охрид регистрирани се 184 кривични дела, што е намалување во однос на цела 2024 година, кога биле пријавени 240 кривични дела. Ефикасноста во расветлувањето на кривичните дела во првите 4 месеци од годинава е 48%, а за цела измината 2024 била 51%. Од областа на економскиот криминалитет поднесени се 28 кривични пријави во првиот квартал од годинава, а за цела 2024 година имало 20 кривични пријави. Во областа на јавниот ред и мир, од почетокот на годинава регистрирани се 56 прекршоци, а минатата година вкупно 110. Председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски го честиташе денот на македонската полиција на сите полициски службеници на СВР Охрид и им порача дека тие се суштински фактор за одржување на поволната состојба на безбедносен план во општината и дека само со професионална, етичка и неселективна полиција ќе се зачува сигурноста на граѓаните и туристите во Охрид. Тој нагласи дека соработката на секторот со локалната самоуправа е одлична. Димитрија Стојчевски, пензионираниот милицаец од времето на СФР, со милициска униформа и присуство и даде посебен белег на свеченоста и оваа година. Краткото им го честиташе 7 мај на неговите колеги полицајци и им посака добро здравје и успешна работа. По повод 7 мај, денот на македонската полиција, во просториите на поранешната касарна во Охрид, свечен прием за припадниците на Охридската полиција организираше Организацијата на ветерани од безбедноста и одбраната од Охрид. Денешните одбележувања отпочнаа со едноминутен молк во знак на почит кон загинатите во Кочанската трагедија, каде меѓу трагично загинатите животот го загуби и еден полициски службеник. Ѓурѓиов ден со големи прослави се празнува меѓу православното македонско население во Мала Преспа, Албанија. Само на неколку минути оддалеченост од Пустец, кој е административен центар на 9 чисто македонски етнички села, се наоѓа Шулин. Ѓурѓиов ден е празник кој го обединува селото, ги враќа младите на родното огниште и ја одржува жива врската со македонските обичаи и духовното наследство. ТВМ телевизија беше меѓу македонците во ова убаво преспанско село од другата страна на границата. Во Мала Преспа во Република Албанија, во 9 села организирани во општината Пустец, живее православно македонско население. За Ѓурѓиов ден во Мала Преспа се организираат големи прослави со многу обичаи поврзани за овој празник. Екипа на ТВМ телевизија беше меѓу македонците во селото Шулин или Безмиште, каде култот на светецот Свети Георги Победоносец е силен и се слави со голема радост и почит. На околу 200 километри од Тирана, или само на неколку минути оддалеченост од Пустец, Шулин е едноречиси напуштено селце каде емиграцијата оставила околу 500 жители. Но за празникот младите кои заминале во поголемите градови или надвор од земјата се враќаат на родното огниште. Во селската црква Свети Ѓорѓија на света литургија присуствуваа голем број верници, не само од селото, туку и од околните населени места. Свети Ѓорѓија се слави во село Шулин, се слави во Глобочани, се слави во Томине, се слави и во Долна Горица. Така ова не е само селска слава, туку е на цела Преспа слава. Ова црква е изградена на 1920 година. Како сите цркви, во 1967 година црквите се рушија, ама да му благодариме на Господ што ова црква остана и ова од 67 до 90 година црквата била како магазин или како културен дом. На 1990 година со помош на Битолската митрополија, со помош на Корченската митрополија и самите селјани обновија ова црква. Шулинчани ја обновија и традицијата на кумство за празникот Свети Ѓорѓија летен. Кумот приредува веселба со музика и богат празничен ручек за сите присутни. Прославата ја зближува заедницата во Мала Преспа со традиционална храна и македонски песни. Си мислевме со фамилијата, со семејството за кумство. И си дојдовме. Не е нешто тешко, многу лесно е. Сега завака навака да дава Господ други кумој. Старите наши така си имат рано традицијата. А за денешен ден, Ѓурѓијата,
поможи за многу години, да ни напомош на цел свет македонци кај се. Денеска јајме мрсно, се колит, се печит, јагнина, јарина, све што е најбогато. Ѓурѓовден е празник кој го обединува селото Шулин и ја одржува врската со македонските обичаи и духовното наследство. Православните обреди меѓу етничките македонци во Мала Преспа биле тајно практикувани и во минатото кога било забрането секакво верско делување. Издржале секакви предизвици кои им ги наметнала историјата, ги обновиле разрушените цркви и изградиле многу нови. Иницијатори беа постарите во селото што беа, било мажи, било жени. Оти тие традицијата се чувале без разлика на 64-та, 66-та што се растори црквата, во душата негова духовност постоеше. Имавме еден круг од старите генерации во селото, што ни ги кажуваат празниците дека немаме ние православен календар на тоа време. Љубовта за верата треба да се пренесува од генерација на генерација. Верниците од Шулин пред 4 години издигна и 12-метарски крст на ледина на целото, кој се гледа од сите страни и ја благословува Мала Преспа. Македонците од овој економски сиромашен крај, но богат со природни убавини покрај го западниот брег на Преспанското езеро, достоинствено и искрено ги почитуваат и чуваат традициите и своето етничко потекло. Генералка викенд во Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани. Целта на акцијата е подигнување на еколошката свест за одговорност кон животната средина. Во организација на компанијата Men and Mountain, а со поддршка на Пивара Скопје, Пако Макинула Отпад, на 8 и 9 мај ќе се одржи генералка викенд во повеќе општини во државата, меѓу кои и Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани. Целта на акцијата е подигнување на еколошката свест за одговорност кон животната средина. За таа цел, колективниот постапувач Нула Отпад бесплатно ќе го подигне целиот електронски отпад кој не е во употреба од домакинствата и правните субјекти. Стари печатари, компјутери, телевизори, телефони, фрижидери, машини за перење и слично, доколку се јавите на телефонот 070 236 000 во период од 5 до 9 мај 2025 година. Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец се приклучуваат на акцијата со чистење и тоа на потегот од плажата после хотел Метропол до населба Лагатин, како и просторот околу Горна порта на 8 мај 2025 година петок, а плажата од река Грашница до подрачното училиште Свети Климент Охридски на 9 мај сабота. Во акцијата ќе земат учество и Костал Македонија, училишниот спортски клуб Волеј, Шпарка Асе банка, Централна кооперативна банка, граѓанската иницијатива Збогом Буково и волонтерите од програмата за грижа на стари лица Најди време при Црвен крст Охрид. Универзитетот Свети Апостол Павле, како и сите училишта, ќе ги чистат училишните дворови и непосредната околина. Во општина Дебрца акцијата ќе се одржи на 8 мај со почеток во 11 часот во село Требеништа. Во Струга акцијата ќе започне на 9 мај во 10 часот пред новата зграда на општината. Најголем акцент ќе се стави на крајбрежјето на Охридското езеро, кејовите на реката Црндрим и паркот на поезијата. Во Вевчани акцијата ќе се одржи на 9 мај со почеток во 8 часот на Вевчанските извори и во 10 часот локација комплекс Основно училиште, детска градинка и кај Вевчанска река. Сите заинтересирани граѓани можат да земат учество во акцијата. Акција на јавното предпријатие Охридски комуналец за подигање кабасти зелен отпад. На 9 мај ќе се подига кабасти зелен отпад од реонот опфатен со границите на улиците Македонски просветители, Партизанска, Димитар Влахов, Кеј Македонија и населба Охридати. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 9 мај и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428. Од предпријатието информираат дека поради зголемениот обем на активност и ангажираност на специјалната механизација за подигнување отпад пред туристичката сезона, направени се измени во годишниот календар за 2025 година за подигнување на отпад од пластика и хартија од кантите за селекција.
Наместо постоечката динамика каде акциите се реализираа секоја втора сабота во месецот, почнувајќи од 9 мај, ќе се реализираат секој втор петок во месецот, информираат од Охридски комуналец. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно.